Субвенцискиот брак помеѓу сите досегашни влади и земјоделците според принципот на купување взаемна доверба од интереси дава се по-контрапродуктивни ефекти во земјоделството воопшто. Практично субвенциите од година во година растат заради задоволување на производителите, а земјоделството незапирливо тоне. Дури и проектните иновативни мерки кои нови семенски сорти, наводнување капка по капка, употреба на тераграмин, открупнување на површините и други се спроведуваат еднократно и сами заради себе. Затоа наместо да се развива и да создава предуслови за поголемо и поквалитетно производство, субвенционирањето се повеќе создава мрзливи земјоделци. Речиси нема гранка во земјоделието која не го добила од државата тоа што го бараат земјоделците, оризопроизводителите, лозарите, тутунарите, овоштарите, млекопроизводителите и така натаму. Иако во изминатите 10 години државата издвоила над 600 милиони евра за субвенционирање на македонското земјоделство, во земјоделските средини нема никаков напредок. Во Кочанско нема поголемо производство на ориз, во Ресенско нема поголеми количини на јаболки, во Кавадаречко на грозје, се намалува бројот на овци и на кравски фарми. И покрај тоа, секоја година од буџетот се издвојуваат стотици милиони евра, што е практично еден од најголемите финансиски фондови со ориз од државата е таму каде што беше и пред 2-3 децении. Без оглед колку од тие пари ќе добијат оризопроизводителите, во реалност остануваат тенденциите на се помалку засадени површини со оваа култура, несоодветна семенска застапеност на квалитетните сорти, лошата откупна политика и ниските цени. Затоа продажбата на првокласни ниви е во постојан пораст, а несигурноста на овој бизнис ги истера младите од државата.